На 9 февруари 2015 година почина Тамара Димовска, 8-годишно девојче кое боледуваше од сколиоза и имаше потреба од операција. Домашните здравствени институции проценија дека операцијата не може да се изведе во земјава, па се чекаше одобрување за да се лекува на државна сметка во некоја од болниците во странство. Девојчето почина чекајќи институциите да соберат документи за да ја испратат на операција. Кривичната пријава по смртта на Тамара ја поднесе Хелсиншкиот комитет за човекови права, заедно со мајката Жаклина Димовска. А во неа беше опфатен и тогашниот министер за здравство Никола Тодоров. Обвинителството ја прифати пријавата против сите доктори и директори, освен против Тодоров. Потоа ОЈО се премисли, поодлучи да не ги гони екс-директорите на Фондот за здравствено осигурување. Обвинителот Анел Фидовски во завршните зборови рече дека нема докази за злоупотреба на службена положба за обвинетите Маја Паранџиева, Елена Трпковска и Џемали Мехази, како директори на фондот во тоа време. За останатите 9 обвинети доктори кои во тоа време беа членови на комисиите во фондот и одлучуваа за лекувањата во странство. Исто така го преиначи делото и се откажа да ги гони докрај за несовесното работење во службата. Со ова преиначување делото застари, па на кривичниот суд му остана само да донесе решение дека предметот се затвора. Никој не одговараше што прерано згасна животот на 8-годишно дете. Во листата на серијски убијци во Македонија се запишува и Владо Танески. Танески беше приведен поради убиствата на Митра Силјановска и Живана Темелковска. Постоеше сомнение дека Танески бил вмешан и во убиството на Љубица Личовска, како и во исчезнувањето на Горица Павловска, која е исчезната во 2003 година и се уште не е пронајдена. Жртвите во овој случај биле главно жени, во поодмината возраст. Сите жртви имале идентични карактеристики. Биле вдовици, работеле како хигиеничарки и имале низок степен на образование. Осомничениот во овој случај добро ги познавал жртвите. Живеел во нивна близина во Кичево. Бил љубезен, повлечен и мирен човек. Имал одвоен живот со сопругата. Имал слаб, речиси никаков контакт со семејството, што укажувало дека немал никаков проблем да ги намами жртвите. Периодот на убиствата се одвивал од 2005 година до мај 2008 година на територијата на општина Кичево. Начинот на убиствата се состоел од силување, давење и отстранување на телото, ставање на жртвата во црна најлонска кеса, врзување со кабел и носење на телото во депонија. Пред да биде изведен пред судот, Танески е најден мртов во затвор во Тетово, удавен со главата во кофа вода. Низа на такви убиства останаа неразјаснети. На 3 април 2019 година, кај Солунска глава падна мал авионот типот Цесна. При падот загина 4 члено семејство. Со авионот пилотирал бугарскиот бизнисмен Ѓорги Бошнаков и неговата сопруга Калина Бошнакова. Во несреќата загинаа нивните две ќерки, едната на возраст од 19, а другата на возраст од 14 години. Авионот полетал од Охрид и требало да стаса во Софија. Во меѓувреме пилотот најавил дека ќе слета на Скопскиот аеродром, но наместо во Петровец ја продолжил рутата и за кратко исчезнал. Бугарските медиуми јавуваат дека не му било дозволено да слета во Скопје поради безбедносните мерки за тогашната посета на Ципрас. Ова го демантираат од Комитетот за истраги на воздухопловни несреќи. Првичните информации беа дека несреќата се случила како резултат на пилотска грешка или проблем со моторот на авионот. Ноќта на 26 јануари 2022 година, на раскрсницата кај трговскиот центар Лиса, лицето ТМ, управувајќи со сопствено возило, без возачка дозвола и под дејство на алкохол, движејќи се со поголема брзина од дозволената, пристигнувајќи друго возило, а притоа и поминувајќи на запалено црвено светло на семафорот, директно удира во возилото на Дејан Груевски, во кое се наоѓала и неговата малолетна ќерка. Како последица од ударот, Груевски починува на лице место, а ќерката се здобива со тешки телесни повреди и трауми. Обвинетиот ја признава вината, пошто добива затворска казна од 4 години и 6 месеци. Убиецот на мојот сопруг веќе 3 месеци се буди секој ден во својот дом покрај своите двајца родители, за разлика од моите деца кои се будат во тага. Изјави за медиумите тогаш сопругата на Груевски, по изрекувањето на затворската казна.